Благодарам, колега Мисовски, почитуван господине Сугаревски. Вие, колку што се сеќавам, бевте член на партиската комисија за транспорт и врски во СДСМ, која што председател на комисијата ви беше сегашниот градоначалник на Штип, господинот Бочварски, Благој Бочварски. Сега ќе ве подсетам, за да не испадне што рекол Илија, што рекол Антонио, што кажал Емил Димитриев или што кажал Стеванаджија, што вие, вашата комисија, што направивте план и со тој план излеговте и ветивте конкретно во областа железнички сообраќај. Не зборам за цел план за живот и за сите празни ветувања, но конкретно за овој план. Не трае долго, за да не биде дека погрешно сум интерпретирал, дозволете да слушнеме заеднички. Му е потребен градски и приградски железнички превоз. Ова се постигнува преку 4 краци во и околу главниот град, кои би се вкрстувале во Скопската железничка станица. Најпрвин потребно е да се поврзе аеродромот со железнички превоз. Ова може да се постигне со изградба на нов крак од пруга во растојание од 5 км од Миладиновци до аеродромот Александар Велики, што ќе биде продолжение на кракот од Скопје. Значи, ова е првото ветување, дека ќе направите крак во должина од 5 км, со што аеродромот Александар Велики, како што вика вашиот председател на комисијата Бочварски, ќе го поврзете преку Миладиновци со железничката во Скопје во должина од 5 км. Ние досега, ниту еден од нас, од пратениците, сигурен сум ниту од граѓаните, се немаме возено на тој крак од железничката во Скопје да одиме на аеродром или назад. Следното ветување кое што вашиот председател на комисијата и во вашата програма го има дадено е следно. Што ќе биде продолжение на кракот од Скопје патничка железничка станица до Миладиновци. Со изградба на овој крак за прв пат би се поврзал Скопскиот аеродром со патничката железничка станица во Скопје, како и со меѓуградската автобуска станица. Од тука, преку другите краци, може побрзо да се стигне и до другите приградски места во и околу Скопје. Ќе ви прочитам. Следното ветување, како што вика вашиот председател на комисијата е, ќе се направи втор крак за да има меѓуградски железнички сообраќај и вториот крак ќе биде Зелениково, Драчево, Лисиче, 11 октомври до Скопската железничка станица во должина од 24,5 км. Третиот крак за меѓуградски железнички сообраќај е Миладиновци, Илинден, Маџари, Скопска главна железничка од 18 км. И четвртиот крак, со кој што треба господин Тацевски да доаѓа на работа, е Скопје, Пивара, Железара, Скопје Север, Ѓорче Петров, Сарај, Радуша, во должина од 32,6 км. И сега вие сте направиле програма. Сте излегле со програмата пред избори. Програмата беше објавена со плаката, со шеми, со шаблони, со рокови и со ветување дека таа програма ќе ја исполните. Ајде да речеме дека не сте можеле да го исполните ветувањето за автопатот Кичево Охрид, затоа што вие тврдите сте наследиле многу пропусти. И тука може да обвините некого, да кажете Благоје Деспотовски, Милија Накијаски, Антонио Милошовски, Илија Димовски или било кој друг не биле добри проектанти и вие не сте наследили добар проект. Овие проекти вие сте седеле, предпоставувам, во Комисијата за транспорт и врски во СДСМ, сте ги обмислувале како луѓе со искуство и во градежништвото, и во политиката, и во собранието, и во владата, и во инфраструктурата и сте ветиле 4 битни краци кои што главната Скопска железничка станица ќе ја направат попрометна, сообраќајот ќе го направат, зборам за автомобилскиот сообраќај, помалку потребен, со тоа ќе помогнат и за побрз транспорт, и за побезбеден транспорт, и за помало загадување. Ниеден од овие ветени краци немате направено.
ниту Скопската железничка станица е поврзана со аеродромот, ниту Зелениково, Драчево, Лисич, 11 октомври се поврзани со главната железничка во Скопје, ниту Миладинов, Илинден, Маџари се поврзани со железничката станица, а уште помалку пак Радуша, Ѓорче Петров, Сарај, Скопје Север, Железара, Скопска пивара и главна железничка во должина од 32,6 км. Или сте имале лажни ветувања, или она што сте го ветиле, после сте виделе дека не сте способни да го реализирате. Или може да има и трета опција, може би сте биле сериозни во вашите ветувања, но 14 милиони евра за покер апарати може би биле поважни отколку кракот, главна скопска железничка, Скопски аеродром. Или може би другите промаршени проекти или дадени пари за непродуктивни работи биле поважни од овие нешта. Или едноставно, или сте ги излажале граѓаните дека нешто ќе направите, или тоа што сте го ветиле, сте виделе дека не сте способни да го реализирате. И овде може да збориме сега повторно за 2010, 2009, 2008, 2012, но ова ветување е озбилно дадено од Бочварски, кој што тогаш бил председател на Комисијата за транспорт во СДСМ, како ветување кое што станало дел од програмата на владата предводена од СДСМ. Од овие 4 крупни инфраструктурни железнички ветувања нема ниту едно. И сега ние ќе збориме за кваките, за седиштата, за столчињата, за колку патници се качиле од Солун до Скопје, колку од Скопје до Белград и дали оправдано или не оправдано. Јас ве прашувам дали е оправдано да се манипулира со вака големи проекти и после ниеден да не се реализира. И што да се прави се ако веќе се излезе во реплика, да се каже, но вие знаете 2011 тоа рековте, вашиот министер 2012-13 тоа направи. Тоа било и поминало. Тој затоа не е министер, затоа сега вие сте министер. Затоа внимавајте што работите и како работите. Утре ќе бидете пак пратени код опозицијата, да не испадне да бидете дел од независната група на СДСМ, која што за нешто можеби и ќе не поддржува. Благодарам. Благодарам. Реплика, министр за транспорт и врски, повелете.